Добар ден, време е за пладневните вести на Канал Плюс. Почнуваме со кратка најава за делот содржините. Министерот за земјоделство Михаил Цветков престојува во Ерџелија Свети Николско на отворање на тренинг центарот за имплементирање на нови технологии во оранжериското производство. Општина Кочаник вложи околу 170.000 денари за реконструкција на спортските игралишта во дворот на средното училиште Љупчо Сантов. Денес православните христијани го слават источен петок Балаклија. Голема прослава се одржува во истоимениот храм во Делчево. Министерот за земјоделство Михаил Цветков престојува во Ерџелија Свети Николско на отварање на тренинг центарот за имплементирање нови технологии во оранжериското производство на компанијата Balkan Greenhouse Македонија. Повеќе за престојот на министерот Цветков во Свети Николско гледајте во дневникот во 16:30. За земјоделците кои имаат или планираат оранжериско производство, подсетување дека до 5 мај е отворен огласот за аплицирање за средства од ИПАРД програмата за изградба и модернизација на оранжерии. Годинава право на аплицирање имаат градинарите со најмалку 0,2 хектари површина. Општина Кочаник вложи околу 170.000 денари за реконструкција на спортските игралишта во дворот на средното училиште Љупчо Сантов. Во план е замена на заштитната ограда, набавка на 4 кошаркарски табли и поставување вештачка трева на фудбалското игралиште. Со 170.000 денари, општина Кочаник ќе ги реконструира спортските игралишта во дворот на средното училиште Љупчо Сантов. Ќе се замени заштитната ограда со површина од околу 20 метри квадратни. Ќе се набават 4 кошаркарски табли и ќе се поправат старите метални стативи. Овде во овие пари е предвидено и набавка и поставување на подлога од вештачка трева за фудбалското игралиште на површина од 30 метри квадратни. Општината пред 6 години беше извршила реконструкција на спортските игралишта, каде беа инвестирани 20.000 евра. Објектите добија нова ограда, осветлување и трибини за публика. Но поради дотраеноста и нефункционалноста, повторно ќе се врши реконструкција. И се очекува дека од наредната година кочанчани ќе имаат целосно игралиште и спортистите ќе можат безбедно да спортуваат. Погрешно отпечатени банкноти од 100 денари се наоѓаат во оптек во земјава. Навидум се сосема идентични на оригиналните, но лицето и опачината на банкнотите не се исти како на редовните 100 денарки. Испечатени се обратно. Место за паника нема, велат од Народната банка на Македонија. Не се работи за фалсификувани пари, туку за банкноти кои се погрешно отпечатени и кои Народната банка на Македонија и другите централни банки ги заменуваат без провизија. На 12 мај во Домот на културата во Штип ќе има голем хуманитарен концерт за помош на штипјанецот Иван Стојанов. Здруженијето Цивитас најавува голем музичко-сценски спектакл, на кој целосна медиумска подршка дава и Канал Плюс. Младиот штипјанец Иван Стојанов, кој има потреба од лекување во Кина, се уште не може да отиде, бидејќи му се неопходни 26.000 евра. Од страна на Здруженијето за помош на социјално исклучени лица и ризични групи Цивитас беа организирани голем број на хуманитарни акции и концерти, од кои за жал досега е собрана само половина од неопходната сума. Основачот и председател на Цивитас Мартин Ѓоргиев истакнува дека се додека не се соберат потребните средства, нема да се откажат и одговараат позитивно на сите заинтересирани институции, организации и граѓани кои сакаат да дадат свој допринос и да ја покажат својата хуманост. Една од тие институции е веќе етаблираното културно-уметничко друштво Ристо Донев Учителот од Штип, чие раководство, според Ѓоргиев, само иницијативно се понудило за организирање на етно концерт. Концертот е закажан за 12 мај и ќе се одржи во Националната установа Центар за култура Ацо Шопов во Штип.
Освен куд Ристо Донев учителот, предвидено е дел од концертот да бидат и останати заинтересирани хумани музички групи. За сега е неизвестно точно кои. Програмата е во подготовка, а секако до 12 мај ќе се знае. Како и да е, иницијативата на раководството на културно-уметничкото друштво Ристо Донев учителот е за поздравување и поттикнување и на останатите хумани луѓе кои досега не успеале да донираат средства за Иван Стојанов, символични 50 денари. Канал Плюс телевизија е еден од покровителите на овој хуманитарен настан. Пролетта за многумина не е најубавото годишно време. Освен вирозите, будењето на вегетацијата предизвикува сериозни здравствени проблеми во вид на алергии. Очните ординации се полни со пациенти, а некои од нив имаат така наречени урбани алергии. Пролетната вегетација ги наполни очните ординации. Будењето на билките и растенијата се типични за почеток на алергии, а со тоа е зголемена и бројката на пациентите кои имаат алергии на очите. Имаме, да кажеме, пациенти кои се осетливи на повеќе алергени, присутни кај повеќе билки и цела пролет имат тегоби на очите во смисла на алергиски солзење, печење, црвенило, јадеш и други тегоби на очите. А за разлика од тоа имаме и пациенти кои само на еден алерген се алергични, тоа трае обично 2 до 3 недели и потоа тие пациенти немат проблем. Во денешно време, најновите сега истражувања на светско ниво кои се потврдуваат и во нашата пракса, ни дава и за присутност на нов ентитет, на така наречена урбана алергија, кај што да кажем нашите очи почнуваат да бидат осетливи на тие саги од асфалт, на честички од издувни гасови на автомобилите, на нечистотија на PM10 честичките кои ги има се повеќе во воздухот. За среќа Штип не е од тие градови кој е многу загаден во Македонија, меѓутоа сепак имаме веќе и први пациенти кои има таква една урбана алергија и тоа е една новина со која исто ќе се фатиме во коштица и се надевам дека успешно и таа ќе ја лечиме кај нашите пациенти. Црвени, потечени и влажни очи, како и чувство на чешање на очите, се знак на алергијска реакција. Денес е првиот петок по Великден, познат како Источен петок, Балаклија, Светол и Благ петок. Со овој празник, посветен на Пресвета Богородица, и се оддава признание на Мајката Божја. На истокот, храм посветен на овој празник има во Делчево. Денеска е Балкалија или Источен петок, првиот петок по Великден. Овој ден е посветен на Пресвета Богородица. Богородица му ги миела раните на Исус Христос, па поради тоа луѓето денес посетуваат цркви кои се наоѓаат покрај извор, во знак на здравје и среќа ги мијат лицето и очите. Овој петок е единствениот петок кога не се пости, односно се готви и мрсна храна. Овој празник уште се нарекува и Светол петок, а поради тоа што во светлата недела се блажи, може да се сретне и како Благ петок. Со овој празник, посветен на Пресвета Богородица, и се оддава признание на Мајката Божја, поради тоа што непосредно по Великден нема друг празник поврзан со нејзиното име. Во продолжение проследете ги вестите од светот. Поранешниот шеф на Меѓународниот монетарен фонд и шпански министер за економија Родриго Рато е уапсен за даночно затајување и перење пари. Доказите се пронајдени во неговиот дом и канцеларија. Руски функционери ги обвинија Соединетите Американски држави дека сакаат да воспостават политичка и воена доминација во светот. Според нив, Вашингтон и Западот ја сноселе главната одговорност за меѓународните безбедносни кризи, вклучувајќи го и конфликтот во Источна Украина. Кинескиот суд ја осуди 71 годишната Гао Ю на 7 години затвор поради предавање на државни тајни. Во 2000 година била прогласена за една од 50 светски херои на печатените медиуми, а незаконито предавала државни тајни на странци.
На стадионот во местноста Суитлак се одржува меѓународен турнир на Фудбалската академија Постолов Пандев. Настанот е во организација на Фудбалската академија. Покрај овој настан, денес во тека и бирање на најдобрите фудбалери за влез во Фудбалската академија во Средното општинско училиште Колен Ехтенин. Во Кочани во организација на Сојузот на училишен спорт, а под покровителство на градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски, денес на градскиот стадион Никола Мантов во Кочани се одржа пролетниот крос 2015. Ова е се во планедневните вести на Канал Плюс. Со повеќе информации за актуалностите денес се гледаме во 16:30. Пријатен ден!